Почитувани граѓани, почитувани медиуми, на толку нерешени проблеми во градот Скопје, каде што граѓаните пиштат и вриштат од мрзеливоста и неспособноста на Шилегов, него му дојде до набавка за дронско прелетување и откривање на болести на вегетација. Замислете. Замислете на сите нерешени проблеми во град Скопје после 4 годишно владење на мрзеливиот Шилегов, каде што не можат да откријат која канделабра им свети, која им е скршена, тие сега ќе откривале болести на растенија. Најинтересно е што човекот што треба оваа година да открива дали растенијата во Скопје се болни или не, е токму мажот на министерката Мила Царовска од СДСМ со неговата фирма Flychem. Оваа негова операција за откривање на болести кај растенијата ќе ги чини граѓаните околу 1 милион денари. Лудилото отиде до таму да најголем дел од техничката спецификација токму како погодена за дронот на сопругот на Мила Царовска, што уште еднаш покажува дека е повеќе од јасно дека однапред можеби и е договорено се. Дали е така, тоа треба го истражат органите на прогонот. Одејќи по оваа логика, мрзеливиот Шилегов, само за да подели тендери на блиски на функционерите од СДСМ, не е ништо чудно наредната година сопругот на Мила Царовска преку тендер на градот Скопје да почне да брои комарци во текот на летото. Најпрво да расчистиме неколку работи. Заблуда е дека постои дрон што открива болни растенија, тоа го кажуваат и експертите. Не постои дрон што може да ти каже дека некое дрво или растение е болно или не е. Дополнително, нема ниту стручна служба во градот Скопје што би испитувала примероци од било какви детектирани болести кај болни растенија. Што значи, очигледно е, ова е само начин за испумпување на парите на граѓаните во џебовите на функционерите на СДСМ. Ова е начинот на испумпување пари од граѓаните. Ова е начинот на работа на мрзливиот Шилегов, кој единствено го интересираат вакви сделки. Додека има 1 милион нерешени проблеми на граѓаните во град Скопје, на мрзливиот Шилегов му е поважно да додели 1 милион денари на сопругот на Мила Царовска. Почитувани граѓани, почитувани скопјани, затоа и живееме во ваков хаос. Благодарам.